гледачи, трет блок отворено студио 1, веќе добро познат термин 17 часот, но пред да преминеме на темата која што денеска ја подготвивме, накратко само да ја соопштиме најновата информација до која што стигна и дознава неофицијално 1 ТВ, тоа е дека Тони Јакимовски, поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков, се наоѓа на распит, односно кај судија на претходна постапка, а неофицијално информацијата е тоа дека што дознава 1 ТВ дека станува збор за нов предмет, односно за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Она што исто така дознавме дека всушност по денешното рочиште по завршувањето на Таргет тврдина во кој што исто така тој е обвинен заедно со екс-директорот на УБК Сашо Мјалков, тој бил приведен од двајца припадници на полициската единица Алфи. Инаку, освен Таргет тврдина, тој е обвинет во уште еден случај, односно Трезор, случај на СЈО за незаконска набавка на опремата за прислушување во УБК. Сепак со повеќе детали во наредните информативни изданија, ние продолжуваме понатаму. Така, Елена, како што најавивме на почетокот на отворено студио 1, во овој блок внимание ќе посветиме на падот на односно намалувањето на невработеноста во Македонија и новите мерки кои што ги спроведува владата заедно со Агенцијата за вработување за отворање на нови работни места. Токму на оваа тема разговараме со директорката на Агенцијата за вработување Билјана Ивановска. Господи Ивановска, добро дојдовте во отворено студио 1. Добар ден, добро ве најдов. Последните информации говорат дека во Македонија се невработеноста падна на 19,4%. Колку работите, односно стратегиите кои што ги спроведува Агенцијата за вработување, резултира ова да се намали? Точно, во 2018 година објави Државниот завод за статистика намалување на стапката на невработеност. Се разбира, владата преку многу проекти, активности и ангажмани придонесе за ова. Се отвара нови работни места, имаше нови инвестиции, странски, домашни. Имаше многу проекти за државна финансиска помош и поддршка на приватниот сектор, на компаниите. Исто така, тука се приклучивме ние како државна институција, односно Агенцијата за вработување, преку активности, односно активни мерки и политики со цел намалување на невработеноста, односно зголемување на вработливоста. Во 2018 година оперативниот план заврши со успешна реализација од 95%, односно околу 6500 лица активно беа вклучени во активните мерки и проекти за вработување. Би нагласила дека имавме мерки кои што водеа кон директно вработување, имавме мерки и проекти кои што водеа кон зголемување на вработливоста, односно можност невработените лица да бидат обучени, преквалификувани, да се стекнат со вештини и знања како би биле вработливи, односно би биле конкурентни на пазарот на труд. Пред неколку недели го промовиравте и новиот оперативен план за вработување. Како го креиравте и што всушност е ново во овој оперативен план? Значи, оперативниот план никаде почна да се креира во јануари месец, веднаш после новогодишните и божичните празници, на начин што веќе мерките, проектите, идеите се ставаа на хартија, за да во месец февруари, значи, се усвои како оперативен план на владата и да се отпочне со реализација на 25 февруари. Носител на оперативниот план и предлагач е Министерството за труд и социјална политика, го усвоива владата, а Агенцијата за вработување е имплементатор, односно извршител на активностите кои што се наведени во оперативниот план. Меѓутоа, Агенцијата за вработување тоа се разбира не го прави сама, не може да го прави сама ако тука не се вклучени сите останати чинители и фактори, како што се невработените лица, односно нивната поддршка и доверба во нашата институција и учество во проектите и мерките, приватниот сектор, работодавачите кои што исто така треба да имаат доверба во институцијата и да ни помогнат во тоа да обезбедат и отворат работни места кои ќе ги поддржи Агенцијата за вработување. Инаку оперативниот план се должи на низа претходни активности како што е анализа на пазар на труд која што ја прави Агенцијата за вработување, каде што се дефинираат
потребите од број на слободни работни места, профили, дејности каде што би се отвориле, односно има потреба за отварање на работни места и поддршка на такви работни места, како и профили, образование, образовни кадри, вештини кои што треба да се понудат на невработените лица како би ги стекнали и би биле вработливи и конкурентни на пазарот, односно преквалификации, доквалификации и разни видови на обуки кои што треба да се стават во самиот оперативен план. Исто така за оперативниот план многу голема поддршка ни дадоа самите работодавачи, стопанствениците, односно Сдруженијата на работодавачи, Стопанската комора, самите невработени лица со нивни предлози, идеи преку континуирани средби и разговори во работните клубови, во самите центри за вработување. Исто така имавме голема поддршка од граѓанскиот сектор, невладините организации, кои што сите настапија со предлози, сугестии, критики, идеи, меѓутоа желбата и идејата на сите е единствена и заедничка. Намалување на невработеноста, зголемување на вработливоста. Така да и критиките беа добронамерни, максимално се обидовме да ги вградиме во оперативниот план, се со цел значи да го оствариме заедничкиот интерес за доброто на државата и граѓаните на Република Македонија. Северна Македонија. Еве една од најатрактивните мерки за вработување е програмата за самовработување. Што конкретно нуди оваа програма и каков е интересот за оваа мерка годинава? Самовработувањето е мерка која што е многу атрактивна, интересна и би сакала да кажам дека и оваа година интересот за оваа мерка е многу голем. Имајќи во предвид дека има интерес, оваа година и опфатот на лица е над 1000 лица. Со тоа што заклучно со денешниот датум веќе има апликација од 1715 лица. Паричниот износ е 5000 евра по лице. Две млади лица можат да се здружат, да основаат фирма и да добијат 10.000 евра. Би сакала да нагласам дека не станува збор за директна финансиска поддршка во пари, туку во набавка на опрема и репроматеријали, која што на лицата им е неопходна за да ја остварат дејноста што ја регистрираат. Зошто дозволивме да аплицираат поголем број на луѓе отколку што првично е планирано, бидејќи треба да се направи селекција. Селекција од сите оние што ќе аплицираат, ќе пополнат прашалник, ќе изготват бизнис план, се разбира со поддршка на Агенцијата за поддршка на претприемништво, со UNDP кој што се наш партнер во имплементација на мерките од оперативниот план пред се на оваа мерка, треба да се направи селекција на апликантите. Бидејќи не е целта и поентата ние да доделиме грант, неповратни средства и лицата да влезат во водите на бизнисот, да не успеат да пропаднат или да се задолжат. Туку напротив, треба да се лоцираат оние бизниси што се, да речеме, наиздржани, кои што можат да опстанат подолго време, да бидат успешни и се разбират да се развиваат. Сега новитетот дека што е? Лицата, младите лица исто така покрај тоа што ќе го добијат овој грант од Агенцијата за вработување, тие можат подоцна, доколку имаат некоја иновативна дејност, да се обратат и во фондот за иновации, каде што ќе добијат дополнителни финансиски средства како стимулација, значи за да го одржат и развијат својот бизнис и да отворат во иднина и нови работни места. Рековте минимум 20 нели може да се за да може да основаат фирма е потребно, меѓутоа колку луѓе максимум може да се здружат согласно? Не, реков дека може едно лице да аплицира и да добие грант, но може и две млади лица да се здружат и да добијат 10.000 евра. А повеќе од две лица? Колку тоа ми беше прашање? Не, ова е само вработување. Така. Во тој случај имаме, значи тие можат да бидат поддржани со други мерки дополнително како би отвориле нови дополнителни работни места за да се направат нели една добра екипа и добар тим за работа. Директорке, само вработување е една од мерките која што ја нуди Агенцијата за вработување, меѓутоа имате и други мерки со цел намалување на невработеноста во Македонија. Кои други се барани освен мерката за само вработување? Кај кои други постои интерес?
Според мене интерес постои кај сите мерки. Секое лице, значи невработено лице се наоѓа во некоја мерка. Оние што се предодредени за да основаат фирма, за да водат фирма, аплицираат за само вработувањето, значи исто така правните субјекти ги поддржуваме со тоа што ќе отворат нови работни места со субвенционирање на плати и ги поддржуваме во мерката вработување и раст на правни субјекти. Разликата помеѓу овие две мерки е што кај субвенционирањето на плати, лицето, односно работодавачот, аплицира за мерката и може да вработи до 5 невработени лица во зависност од бројот на вработени во самата компанија. Агенцијата за вработување дава поддршка финансиска во износ, оваа година е зголемен износот, изнесува 19.000 денари по лице и поддршката може да биде за период во зависност од потребите на работодавачот. 3 месеци, 6 месеци или пак 12 месеци. Агенцијата за вработување за 12 месеци по 19.000 денари по лице ги исплаќа веднаш кон компанијата со обврска. Компанијата се потпишува тука договор, компанијата подоцна лицето да го задржи дополнителен период на работно место по истекот на субвенционираниот период. Да. Така да, ако го задржи лицето, односно го вработило 12 месеци со субвенции, потребно е да го задржи дополнително уште 18 месеци. Најчесто компаниите прашуваат што во случај кога лицето ќе најде можеби подобро работно место или пак ќе основа своја компанија или од оправдани причини имаме убави моменти, принова и слично. Во тој случај работодавачот може да го замени лицето со ново лице. Кај субвенционираното вработување би сакала да кажам дека имаме истово субвенционирање е посветено на ранливите категории на невработени лица, значи на долгорочно невработените, самохраните мајки, деца без родители, корисници на социјална помош, корисници на паричен надомест и се разбира тука се младите лица до 29 години. Оваа мерка навистина би кажала дека е многу барана од страна на невработените лица и од страна на работодавачите, имајќи во предвид дека планираниот опфат и оваа година беше зголемен за оваа мерка, изнесува 1000 лица, ние веќе имаме апликација од 1245 лица. Во моментов ќе се прави селекција, значи не од сите што аплицираат дека ќе ги добијат финансиските средства, бидејќи се разбира треба да исполнат обврски. Да, кога комисијата за селекција ќе ги селектира фирмите што ги исполнуваат обврските, ќе се направи посредување со лицата што аплицирале, ќе се потпишат договори и лицата веќе ќе имаат заснован работен однос и ова е мерка што води до директно вработување, значи до заснување на работен однос. Исто така кај вработување и раст на правни субјекти, во овој случај правниот субјект ќе добие финансиска поддршка во опрема и репроматеријали со цел да вработи одредено лице. Значи, не станува збор за субвенција на плати, но станува збор за паричен износ за набавка на опрема и репроматеријали. Така, накратко, само пред да продолжиме понатаму, имаме гледач на линија. Добар ден и повелете. Ало? Добар ден, во програма сте? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, поздрав до емисијата. Јас се јавувам од Куманово, можда директорката го има случај од ФЗЦ 11 октомври од Куманово, што имаме истерани 130 запослени, во моментот се 110. Јас сум, например, случај со 39 години стаж, 3 месеци и 16 дена и 15 месеци сум бесправно истеран и немам никаква помош. 3 пати до сега праќам барање за некоја парична надокнада, што на некој начин ми следува и технолошки вишок. Сега слушам дека некој што поднеле приговор, дали ги научил некој од тие на 120, почнале да взимаат парична надокнада, а ние 100 кусур запослени од фабрика Куманово, немаме никаква надокнада, ни одговор, па ја молам директорката, пошто е на ниво Куманово,
никој службеник не се сменил до сега и никогаш нема да се смени администрација, ако не ги смениме запослени пред пензија што 30 години работат во администрација. Барам да ги смените сите, а ја не мора да добијам надокнада, ама да ги видам младите Ви деца благодариме на работни места. на јавувањето. Да, може да одговорам. Значи, господинот што се јави, го поздравувам. Станува збор за поднесено барање за, предпоставувам, за материјално обезбедување по законот за обештетување на стечајците. Значи, во 2017 година и во 2018 година се донесен закон и направени се измени се со цел да се обештетат овие граѓани. Односно, законот за материјално обезбедување беше првично планирано да опфати некаде околу 3-3.500 граѓани. Владата вложи напори со носење на законот и со измените се обештетија над 10.000 граѓани кои што во моментот земаат паричен надомест. Сега станува збор за одредена фирма, но не секогаш во истата фирма сите лица ги исполнуваат кумулативно условите кои што се наведени во законот. Јас верувам дека господинот има добиено негативно решение. Не знам, јас не успеав да го прашам дали поднел жалба до Министерството за труд и социјална политика како надлежна второстепена комисија, би рекла, во случајов која што одлучува по жалби, но во секој случај должност и обврска ми е да се заложам да преку секторот за вработување и осигурување во случај на невработеност и раководителката во центарот Куманово да ги провериме предметите и да видиме се што може да направиме. Доколку некоја странка е оштетена, бесправно се разбира, мора да биде неправдата исправена, односно да ги коригираме нашите постапки и нашите решенија. Секако, да се вратиме на оперативниот план за вработување, тој нуди низа обуки. Кои се во фокусот? За кои има најмногу побарување, интерес, потреба? Обуките се мерки кои што во принцип јас најповеќе ги обожувам, би рекла. Зошто? Затоа што те прават независни како лице. Во која смисла? Доколку си во мерка субвенционирано вработување, субвенцијата е 12 месеци, уште 18 месеци гарантирано ќе бидеш на тоа работно место и јас верувам дека и понатаму ќе остане тоа лице на работното место. Но кај обуките е интересно што невработеното лице се стекнува со некоја самостојност, независност, стручност, стекнување на вештина, на знаење дополнителна која што ќе му користи лицето да биде атрактивно, односно да биде полесно и побрзо вработливо, односно конкурентно на пазарот на трудот. Имајќи во предвид дека има и лица кои што имаат знаење за одредени дејности, за одредени занимања и занаети, но немаат диплома за тоа. Па на овој начин им помогнуваме да се стекнат и со одреден сертификат за тоа знаење, за таа вештина, за таа струка и истата ќе им послужи во иднина кај работодавач кој што бара работно место, односно сака да потполни работно место со таков профил, со таков кадар. Инаку оваа мерка ја спроведуваме заедно со Министерството за образование, со Центарот за образование на возрастни. Центарот за образование на возрастни го објавува јавниот повик до провајдерите, односно до верификуваните провајдери кои имаат верификувано програма, имаат услови, значи тоа се училници, простори специјализирани за спроведување на обуки, каде што луѓето, односно лицата практично вежбаат и се стекнуваат со тие занимања. Од друга страна, Агенцијата за вработување објавува јавен повик кон невработените лица кои што се заинтересирани за одредени занимања и занаети да се јават како би направиле групи, истите тие би биле обучувани и би се стекнале со сертификат. За надомест, лицата добиваат 9.000 денари месечно како би ги покриле оние основни трошоци за превоз до местото каде што истите би биле обучувани. Инаку имаме најразличен интерес за занимањата, побаруваните занимања кои што ги објавуваме во повикот, ги дефинираме на однапред направена анализа. Секторот за анализа на пазар на труд во Агенцијата за вработување прави еднаш годишно анкета
за потребите на пазарот на труд. Врз основа на таа анкета изготвува анализа, а потоа врз основа на анализата се предвидуваат значи занаетите и занимањата кои што ќе се спроведат во текот на годината согласно оперативниот план и во регионите каде што е тоа барано. Значи, да, не секаде, да речеме за сметководство има потреба или интерес во Скопје и во Струмица. За фризер, маникир, педикир има во Тетово и во Гостивар. И индивидуално, значи во зависност од потребите што се на територија на Република Македонија, кои што ги прибавуваме врз основа на таа анкета, на таа анализа и повторно ќе кажам врз основа на непосредни средби со невработените лица и со самите работодавачи. Јас ги охрабрувам невработените лица кои што имаат желба да се преквалификуваат, доквалификуваат за одредени занимања и занаети, да аплицираат во центрите за вработување. Таму се моите колеги кои што ќе им помогнат и истите да бидат обучени и да добијат соодветен сертификат за кој што верувам дека во иднина ќе им помогне да бидат вработливи, а можеби преку тоа ќе си отворат сами свој бизнис. Добра, што велат анализите на пазарот на трудот, кои професии во Македонија најмногу недостасуваат? Имате ли таква информација за последните состојби на пазарот? Па да, и значи недостасуваат готвачи, гастрономи, недостасуваат келнери, секогаш има потреба од сметководители, има исто така потреба од фризер, педикир, маникир, така покажа анализите, заварувачи, во градежната индустрија се разбира и во текстилната индустрија. Ворета, практиканството исто така е доста интересно и доста битно во целиот развој на пазарот на трудот. Што оваа година нуди програмата по односно прашање, особено за младите лица? Практиканството е мерка која што изминатите 2 години, 2017 и 2018 година, бележеше успех и имаше голем интерес од страна на невработените млади лица и од страна на работодавачите. Оваа година опфатот за практиканти исто така е зголемен и е 1625 лица, за разлика од изминатите години, каде што беше половина од оваа бројка. Би кажала дека во 2017 над 50% од лицата кои што идеа на практична работа беа задржани на работно место кај самиот работодавач. 2018, да, во 2018 се уште се во тек анализите и верувам дека голем дел од нив ќе останат кај работодавачот, кај што извршуваат практичната работа, но голем дел од нив ќе бидат веќе вработливи, односно ќе го имаат стекнато она знаење, она практично знаење за одредена дејност и професија, па ќе бидат полесно вработливи, бидејќи работодавачот секогаш предност дава на лице кое што имало претходно практична работа или некаква обука за одредено работно место. Практиканството се уште значи е во тек. Имаме апликации, се до овој момент имаме простор од значи имаме околу 850 апликации, има простор за уште апликации. Јас верувам дека ќе се пополни, мајќи во предвид дека што туку излегува огласите. Исто така се покриваат трошоците на практикантите, ги плаќа Агенцијата за вработување по 9000 денари, како би можеле да им бидат подмирени оние основни трошоци за превоз до работното место каде што идат на пракса. Би сакала да кажам дека кај практиканството, иако нема обврска работодавачот да го задржи на работното место, голем дел од работодавачите се одлучуваат лицата да ги задржат на работното место, односно да заснуваат работен однос со нив. Дозволено е, значи се разбира, доколку лицето идело на пракса кај еден работодавач, подоцна работодавачот да се надоврзе на останатите активни мерки и проекти, значи од оперативниот план, да си побара поддршка и за субвенционирано вработување со лицето или пак за вработување и раст на правни субјекти. Во секој случај, значи, ние постоиме, мерките што се креирани и што ги спроведуваме, се во интерес на граѓаните, односно невработените лица и самите работодавачи.
Ева, накратко, јас следното прашање во однос на невработеноста кај младите. Што агенцијата превзема за да се намали невработеноста кај младите, или сите оние кои што ги завршат факултет, односно соодветно образование, да може подоцна да најдат и работа? Значи, Агенцијата за вработување ја следи политиката на владата. Владата има приоритет да ги задржи младите луѓе во државата и ние во голем дел од мерките практикуваме голем процент да дадеме на младите лица. Значи во сите мерки да бидат вклучени со најмалку 30%. Ако имаме во предвид дека во 2018 година во оперативниот план беа вклучени над 50% лица на возраст до 29 години, би рекла дека навистина ние правиме напор. Покрај тоа што има мерки кои што се наменети токму за нив како млади лица, тие земаат активно учество, подеднакво учество во сите останати мерки и проекти. Јас би кажала два моменти конкретно за младите покрај практиканството и сите останати мерки. Би кажала дека постои младинска гаранција која што се пилотираше во 2018 година на територија на град Скопје, на град Струмица и во Гостивар, со тоа што беше многу успешен проект. Која беше целта на проектот? Лицето кога ќе дојде на евиденција на невработени во Агенцијата за вработување, веќе да влезе во процесот на активности, мерки, проекти и услуги што ги нуди Агенцијата за вработување. Целта е во период од 4 месеци лицето успешно да излезе од младинската гаранција како? Или да биде вклучено во услугите, да биде обучено, преквалификувано, доквалификувано, да користи некоја од мерките кои што водат до директно вработување, или пак доколку се почувствува потреба дека лицето треба да се врати во процесот на образование, истото да биде упатено во образовниот процес, како би се дошколувало, со тоа што би било и полесно вработливо. Успешноста на младинската гаранција како пилот проект во 2018 година, значи беше многу голема. Младите лица успешно го поминаа тој процес на влез и излез од младинската гаранција и затоа оваа година го проширивме на територија на Република Северна Македонија во сите градови, во сите општини. Јас би сакала тука да додадам дека многу е важно младите да ја вратат довербата во институцијата, во случај во Агенцијата за вработување. Ние правиме напори преку центрите за вработување да се доближиме до нив, затоа што навистина младите се многу важен многу се важни за државата, многу се важни за иднината и во иднина се разбира ќе креираме и други проекти и мерки. Оваа година има уште еден нов момент кој што се однесува на младите. Само на кратко, ако може, извинете, затоа што веќе ни се ближи времето. Да, така, и тоа јас сакав да да напоменам дека новата има уште многу да се, нели, да се зборува, накратко само во кратки црти, бидејќи мора да се одјавиме полека. Значи имаме обуки за IT вештини. Знаеме дека IT вештините се веќе во подем, се неопходни, потребни. Младите лица секогаш се понапред од сите други и од се друго, нели? И имаме голем опфат на лица кои што треба да бидат вклучени во овие обуки за стекнување на напредни IT вештини, повеќе видови, со тоа што се пилот проект каде што ќе учествува и самиот оператор, покрај тоа што ќе учествува со 51% кофинансирање, агенцијата со 49%, исто така операторот има обврска тие лица кои што ќе ја поминат обуката за напредни IT вештини да ги вработи во некоја од институции, во некоја од компаниите, фирмите или слично, односно да обезбеди работно место за нив. И останати две мерки кои што се однесуваат каде што немаме кофинансирање, се на терет на буџетот на Агенцијата за вработување. Исто така ќе бидат младите лица обучени со напредни IT вештини. Имаме најразлични IT вештини, со тоа што би кажала дека и за нив има голем интерес, тие дополнително ќе бидат објавени и ќе имаме повик како и би ги запознале младите лица со сите тие
мерки и проекти во делот на напредни IT вештини. Директор, ќе ви благодариме за гостувањето, секако остана уште низ за неодговорени прашања, меѓутоа се надеваме дека во следниот период ќе имаме повторно можност. Благодариме уште. Ви благодарам и јас ги повикувам сите невработени лица да дојдат во центрите за вработување, да се запознаат со мерките, со проектите и доколку сакаат да аплицираат за истите. Благодарам. Ние тука се одјавуваме, се гледаме повторно во вторник, а следува возење со Вучич.